Врската кон пишаниот збор и кон литературата треба да се негува и да се поттикнува од најрана возраст. Во книжарниците ширум земјава постои огромен избор на литература за деца. Ние ја посетивме книжарницата на Просветно дело, за да ви ја представиме најновата книга на авторката Ксенија Маказлиева Трајчева, наречена Првачиња, Ета и Владко, дете сладко. Авторката особено внимавала на изборот на темите во оваа книга, на јазикот и на облеката на зборовите, принижењето на бисерниот гердан од приказни наменети за таа најпребирлива и најљубопитна читателска публика – децата првачиња. Затоа и овој нејзин ракопис со интерактивен пристап, младиот читател го доживува како заедничко дело. Преку своите јунаци, Ета и Владко, таа умее да зборува на детскиот јазик и во исто време на светот околу себе да гледа со очите на детето, да се радува и да игра како нив и со нив, а тие ја прифаќаат како рамна на себе. Пораките во незините приказни се едноставни, животни и секојдневни, а незиниот оригинален и ненаметлив хумор, вткаен во секоја приказна, прави оваа книга не само еднаш, туку повеќе пати да се препрочитува. Ова утро ве поздравуваме од книжарницата на Просветно дело во Diamond Mall, а поводот што дојдовме тука е да позборуваме за третата книга на Ксенија Маказлиева Трајчева, Првачиња, Ета и Владко, дете сладко. Се работи всушност за една интерактивна мултимедијална книга за деца, а бидејќи читателската публика секогаш е љубопитна и жедна за нови изданија, еве можност да слушнеме што се можат најмладите читатели да прочитат и да видат во оваа интерактивна книга. Ксенија, добро утро. Добро утро, благодарам на поканата и добро дојдовте во нашата книжарница. Ова е вашата трета книга, посветена на младата читателска публика, наслов кој што е секако атрактивен, Првачиња. Еве дел од учениците веќе привршуваат учебната година, што значи дека оние најмалите се запишуваат и со нетрпение ќе го очекуваат почетокот на идната школска година, септември, кога ќе седнат за прв пат во школските клупи. На кој начин Првачиња ја анимира оваа млада читателска публика и што се содржи книгата? Првачиња, Ета и Владко, дете сладко се раскази кои што беа објавувани во списанието за деца Росец за прво оделение пред 4-5 години и наидоа на голем одзив кај првачињата во тоа време и се покажа како многу популарни, многу интересни, многу прифатени во реализирањето на воспитно-образовната работа на наставата во училиштата и од тука поттикна целата идеја да сите тие раскази ги сместиме меѓу две корици и да направиме една книга која што ќе бидете наменета за првачињата. Расказите внатре се пишувани согласно наставната програма за прво оделение, значи ја следат во чекор со цел да бидат употребливи и за децата, и за наставниците, и за родителите и ги офаќаат во главном општествените теми, ако пристапот е интегриран. Значи во еден расказ вие ќе најдете информации и за тоа што е социализација или што е другарство, меѓутоа и за природните науки, и за животните, кои спијат зиме, кои не, кои се будат, за цвеќињата и така натаму. Значи еден широк холистички пристап за да ја следи она што новото време, новата концепција, новите тенденции го барат. И сега зошто е оваа книга, да речеме, единствена по својот концепт, бидејќи јас имам контакти нели со издавачите и надвор од нашите граници, учествувам на конференции кои што се поврзани со образовни конференции кои што се поврзани со тоа што е потребно во наставата. Ете, моите сознанија се дека оваа книга е единствена по својот концепт, не само кај нас, туку и надвор од нашите граници, затоа што содржи раскази кои што се интерактивни, значи секој расказ на крајот има некаков предизвик кој детето треба да го осмисли, нешто да направи, да одговори, да размислува, да се развива критичкото мислење. Меѓутоа, првиот дел од книгата, каде што
се поместени расказите за ета, тие се синхронизирани. Значи под секој расказ постои QR код и кога детето ќе го синхронизира QR кодот, го слуша расказот. Имајќи во предвид дека станува збор за деца кои што се уште нели не се описменети, имаат можност да го слушат правилниот говор и изговор. Синхронизацијата е на Сузана Мицева, илустрациите се на Александра Хаджинумова Атанасовска и секако предизвиците, текстовите, расказите се мои, но тоа е еден тим кој што се покажа успешен да ја создаде оваа книга. Освен тоа, содржи внатре и игри од типот на Не лути се човеку, кои што сме ги играле сите, меѓутоа сите тие се прилагодени на темите кои што децата ги изучуваат. Дали се за играчките, дали за есента, дали за природните науки и на крајот од книгата постои еден календар на спомени. Значи поставени се сите месеци од годината и за секој месец детето му се предлага во празните квадратчиња да напише или да нацрта што му оставило најголем впечаток во дадениот месец и со тоа се прави еден календар на спомени од првото оделение. Ова интересна, атрактивна, шарена, интерактивна книга, сите заинтересирани млади читатели може да ја најдат во книжарниците на просветно дело ширум земјава, а еден од нашите гледачи кој прв ќе се јави во студио, ќе добие примерок од првачиња кој што ќе треба да го подигне тука од книжарницата на просветно дело во Diamond Mall. Ксенија, благодарам за соработката со утринската програма на телевизија Алфа и тука сме и понатаму да ги следиме сите ваши активности и да ја мотивираме младата публика што повеќе да чита и да ја сака книгата и литературата. Ви благодарам утрово на поканата. За крај сакам да го поздравам и рецензентот на оваа книга Киро Донев, кој што напиша дека ова е книга за младите читатели, меѓутоа не е воопшто тешко да биде четиво и за возрастните или едно квалитетно поминато време со децата, затоа што знаете кога ние ќе пораснеме, кога ќе станеме возрастни, некако забораваме како било кога сме биле деца, па го губиме оној светоглед низ детските очи. Може би треба да се потсетиме за полесно да ги разбереме децата. Ви благодарам уште еднаш и секој е добро. Убава порака за крај, да го негуваме детското во нас и да читаме заедно со нашите најмили и најмлади.